почитуван градоначалнику, почитувани гости, драги ученици, родители. Имам чест од името на вработените од нашето училиште, учениците, родителите и од моје лично име да ве поздравам и да ви посакам овие заеднички мигови да ви остават големи траги, непрекинливи во вашите срца. Се вели дека во животот човек може да има се, да постигне се, ако тоа нешто силно, многу силно го посакува. А сите ние многу силно посакувавме да имаме училишна спортска сала. И еве денес тука, во неа, пред самиот чин на свечено пуштање и отворање во употреба. Неостварениот сон на многу генерации денес стана реалност. За рекордно кусо време никна овој грандиозен објект кој плени со својата убавина и грациозност, се наоѓа на врвот на Ридот и доминира над Куманово. Во кој дел од градот и да се наоѓаш, погледот ти се свртува кон ова прекрасно здание и те покренува на воскит. На кого да се заблагодариме за сето ова? Секако, тоа е локалната самоуправа и поддршката од нашиот пратеник Оливер Спасовски. Градоначалникот и Советот на општина Куманово донесоа одлука оваа капитална инвестиција да се реализира со средства од буџетот на општината. А вие, почитуван градоначалник, имавте слух за нашите потреби, за потребите на жителите од оваа населба, но пред се големо срце да ја започнете и да ја завршите оваа убава училишна спортска сала, која ќе служи и за повеќе намени од општествениот живот на оваа населба, па и од градот. Како да се одберат вистински зборови, вистински гестови, за да го искажеме она што во овој момент го чувствуваме? Вашата присутност, вашите насмејани задоволни лица, повеќе од доволно го отсликуваат она што сите ние го чувствуваме. Затоа на крај, почитуван градоначалник, во знак на благодарност и сеќавање на овие мигови, сакам од наше име да ви ја посветам оваа благодарница која што е проткаена со многу високи чувства. Почитувани присутни, дозволете ми отпрва да ги поздравам присутните гости и председомаќините, граѓаните на селата Перочичо, учениците, нивните родители, професорите. Дозволете ми да ги поздравам пратеникот на Републичкото собрание, председателот на Советот, советниците, директорите на јавните предпријатија, директорите на јавните установи, представниците на локалната администрација, сите учители, професори кои се дел од оваа прослава и кои се задужени во иднина да го практикуваат, да употребуваат оваа спортска сала, и сите вие, драги присутни гости од местната заедница Перочичо и околните местни заедници град Куманово. А исто така, посебна чест и задоволство ми е што тука со нас е и представниците на нашите и предводниците на нашите спортски успеси. Тој е кошаркашкиот клуб Куманово, ракометниот клуб Куманово,
женскиот ракометен клуб Куманово, одборкарскиот клуб, боречките спортови и сите оние кои се најдобри амбасадори на Куманово во спортот. Да се живи и здрави и уште многу успеси сакам. Дозволете ми во неколку минуто излагање да го изразам своето задоволство за она што денеска сме тука. Во предвечерје на празникот, еден од светлите датуми во македонската историја, а пред се за општина Куманово, 11 октомври, имам чест да го отворам овој прекрасен објект, ова предпрско спортско здание, по моје видување и поведување на многу луѓе од спортот, една од најубавите сали, ако не и најубава сала во Република Македонија од овој вид. И мимо тоа што живееме во едно време када локалната самоуправа е под силна политичка пресија и сами сте сведоци на политичките случувања во Република Македонија, а пред се на општина Куманово со разни одлуки од секој вид, што од финанси, што од правосудство, што од закони за локална самоуправа, ние успеваме во нашите намери да го подобриме животот на граѓаните. Овој објект е најдобар доказ за упорноста, желбата на локалната самоуправа и советот на општината да го гради градот Куманово за потребите на граѓаните. Пред година дена го отпочнавме проектот. Проектот е направен од проектантската куќа Планерис, изведба е направена од градежната фирма Катинг инженери. Големо благодарам за нашите соработници кои дадоа голем допринос да денеска сме тука. Изградивме многу спортски објекти. Може би за последните 4 години најповеќе во Република Македонија. Само ќе набраја спортската сала Перочичо, атлетскиот полигон, тениските игралишта. За 10 дена ќе ја пуштиме употреба спортската сала на основно училиште Наим Фрашери во Караджич. Изградивме и во градба сме на најголемиот објект, олимпискиот базен затворен во спортскиот комплекс, спортска сала. Многу спортски игралишта во сите училишта, негде околу 12-тина, ги реконструираме и направиме и адаптираме и направиме сериозни услови за спорт. Затоа се наоѓаме на високо место на спортската карта во Република Македонија. Мојата определба да се вложува во образованието и во спортот е конечна и таа ќе продолжи и во наредниот период. Мојата изборна програма ќе биде за образование многу широка, а пред се во создавање услови за спортување на ниво на професионален, рекреативен и училишен спорт. Тоа е мојата визија, тоа е и тоа е мојата цел. Да не ви го одземам времето, бидејќи видовме прекрасна културна програма, очекуваме уште многу тачки. Среќен сум и радосен што денеска овој објект го пушта во употреба. За представниците на медиумите, кои ги посебно поздравувам, неколку информации за да ги објават. Овој спортски објект се гради една година, чини 630.000 евра и изграден од средства на локалната самоуправа од буџетот на општина Куманово. Овакви објекти се прават со комплетни инсталации за топлување, приклучоци на водоводна, канализациона, енергетска и пристапни патишта, а не како да не критикувам што ги пуштаме деломишто од спортските објекти кои ги правиме во избиратите неколку години од агенцијата. Упатувам една порака дека локалната самоуправа е спремна заедно со владата на Република Македонија заедно да ги градиме спортските објекти на овој принцип и да имаме прекрасни храмови на спортот и да имаме добар спорт се за Република на Македонија и општина Куманова. Ја прогласувам салата за отворена. Да живее општина Куманова, да живее Македонија, да сте живи и здрави, многу години спорт, многу години успех за Куманово.
Tu благодарам на градоначалникот, господин Зоран Дамјановски и директорката господин Оливера Стојанов и сега ги поканувам свечено да ја пуштат во употреба салата, значи да ја пресечат